Добра вечер или добар ден сеедно, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Разговараме на теми поврзани со COVID-19, едната стручно со COVID-19, другата поврзана со COVID-19, но и со военната состојба. Во студиото со мене е професорот, универзитетскиот професор Ненад Марковиќ. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Ова ве повикав во пресред на утрешната седница на Советот за безбедност. Вие сте член таму, но претходно професоре да го дозволите телефонски да разговараме со госпоѓа Патриција Каламарас, доктор Патриција Каламарас, инфектолог, шеф на оделението за инфектологија во градската општа болница 8 септември, координатор во истата болница за COVID-19. Докторке, доколку се слушаме, добре дојдовте во отвореното студио. Добро ве најдов. Пред се би сакала да се заблагодарам за поддршката која ни ја давате преку медиумите, а со која што и директно учествувате во борбата со COVID-19 пандемијата. Тоа е наша работа, меѓутоа вие ја уживате поддршката практично од новинарите, но не знам колку ја уживате поддршката од јавноста, особено од она недисциплинирана јавност или недисциплинирани граѓани, кои што доведаа до еден ваков епилог да денеска ние кога сите земји на некој начин излегуваат, ако можем така да кажеме, од овој прв бран на COVID-19, бидејќи нели од наесен најавуваат втор бран, ние бележиме денеска 52 новозаболени, 4 пациенти починати. Докторке, на што се должи сето ова и каква е состојбата кај вас во градската општа болница? Па јас прво на кусо би ја објаснила нашата организираност во болницата ГОП 8 септември. Располагаме со 4 оделенија во моментов, од кои што едното оделение се состои како тријажно оделение за високо суспектни пациенти, се додека не ги искристализираме дали се позитивни или негативни за COVID-19. Потоа имаме уште едно оделение каде што ги лекуваме пациентите кои што се позитивни и уште две оделенија кои што се, едното е за пациенти кои што се со потешка здравствена состојба и имаат потреба од кислородна поддршка, и шок соба каде што се пациентите кои што се најтешки и се на асистирана вентилација. Во моментот имаме 35 пациенти вкупно, од кои што 11 ни се во триажниот оддел, 12 се позитивни и 12 се тешки, од кои што 5 се на асистирана вентилација и 7 пациенти кои што се на кислородна поддршка. Состојбата која што е ново настаната, сепак би кажала дека е како резултат на недисциплина. До сега одлично се држевме, не дозволивме да имаме сценарио Италија или Шпанија. Одевме по една парабола ниска и тоа многу помогна во организацијата околу водење на овие болни. Јас сосема ја сваќам потребата на популацијата да се ослободи од притисокот кој што сите ние на некој начин го вршевме, меѓутоа тоа го правевме за добробитот на целокупната наша популација. Најповеќе ме плаши дел од популацијата која што се уште го негира постоењето на оваа состојба и на овој вирус, меѓутоа тоа е се дека некој од нивната фамилија не се позитивизира и потоа стигнуваме до состојба во која што се соочуваме со тешки болни. Би сакала да кажам дека интенцата на сите нас, како здравствени работници, вие со медиумите, на нашиот министер и на сите, не е да ја заплашиме популацијата, далеку од тоа, меѓутоа би апелирала на едно разумно однесување, да се свати дека ова не е некоја измислена работа и треба да се придржуваме кон мерките кои што постојано ги советуваме, затоа што оваа нова појава која што сега ни е во ескалација, би рекла, не е како резултат од пред 1-2, по моје мислење, затоа што сите добро знаеме дека има подолга инкубација вирусот, значи би кажала дека тоа датира помеѓу недела до 2 недели уназад и е како резултат на непочитување на мерките. Здравствените работници се вкупно, сите заедно се бориме веќе 3 месеци
со овој вирус, верувајте, и ние имаме одредени снаги веќе, не е само до физичката, меѓутоа и психичката снага, затоа што се содруваме со многу тешки трагедии кои што се случуваат во моментот, кога веќе и колку и да се трудиме, на некои пациенти на вистина не можеме да помогнеме. Имаме случаи кои што многу брзо се развиваат, од една средно тешка, да речеме, клиничка слика со нагло влошување. Приметувам во поново време дека има и пациенти кои што во почетокот не сакаат да се исконтролираат, не доаѓаат, размислуваат дека ќе помине самото од себе и во изразито тешка состојба доаѓаат во нашата болница, кога нажалост се содруваме и со такви случаи на кои што веќе е предоцна да помогнеме. Доктор, ќе да ве прашам, треба ли да бидеме загрижени за овој нов бран, ако можам така да кажам? Веќе има и најави во смисла на тоа да се препорача карантин за Чаир, Газибава, аеродром Сари. Треба ли да бидеме загрижени за овој нов бран, ако можем така да го наречем, на новозаболени? Апсолутно треба да бидеме загрижени. Ние немаме гаранција дека вирусот во тек на овие 3 месеци направил што направил и понатаму ќе го нема. Значи, нажалост, може тек сега да го добиеме сценариото со други европски земји кои што поминаа многу полошо од нас, и тоа е сепак како резултат на можеби премногу брзото опуштање на популацијата. Знам дека веќе и на народот постојано истите препораки што ги даваме им се предозирани можеби, меѓутоа верувајте дека тоа е единствениот начин на кој што може да се заштитите прво вие, вашите семејства, а потоа и севкупно да успееме во оваа борба и на крај да завршиме со што помалку несакани ефекти од овој вирус. За оние кои што не веруваат, вие споменавте, еве јас ќе кажам, COVID-19 сепак постои и тој не препознава ниту вера, ниту раса, ниту нација, не препознава ниту политичка партија, бидејќи тоа е во мода во Македонија. Во таа насока, со што се соочувате вие еве конкретно во општата болница? Знам дека имате поприлично голема работа. Дури и вие самите споменавме, многу брзо болеста, како се види, преминува од средна тешка во тешка состојба, каде што мака мачите. Си давате се од себе да се борите за да спасите живот. Јас да ви кажам дека веќе пациентите кои ќе стигнат до нашата болница и до клиника инфективна, мислам дека тогаш предрасудите околу политика, околу некои измислени работи, се тоа им паѓа веднаш во вода, затоа што станува јасно со самата нивна состојба, која што навистина предизвикува тешка состојба на отежното дишење, температури и така натаму, тоа веќе ни е познато на сите како оди болеста, тога се сите веќе свесни и се уплашени како ќе биде нивниот исход од таа болест. Среќна сум што можам да кажам дека имаме и многу излекувани пациенти, меѓутоа пак апелирам на пациентите што поскоро, ако имаат било каков сомнеж, да се јават кај матичните лекари кои што ги триежираат, а исто така има и една појава која што навистина не ми се допаѓа не само мене и на сите здравствени работници, има и дел од популација кои што се обидуваат да ја прикријат состојбата ако има заболен некој како во самата фамилија, што е потенцијална кластер и потенцијална можност за зараза на поголем број на популацијата. Како да ги убедиме? Како да ги убедиме тие граѓани кои што еве, зошто не кажуваат дека се болни или дека кој е на пример во разговорите со нив, што одговараат? Па сега од кога тие ќе се разболат и ќе дојдат кај нас, јас сум имала можност со такви пациенти да разговарам, дури сум имала и случај на пациент кој што имал контакт со друг заболен позитивен, знаел дека е заболен и се одделил сам да живее и чекал да помине болеста сама по себе. Нажалост, тој пациент заврши трагично.
Директорот на градската општа болница Костов денеска вели има наплив на новозаразени во ГОП 8 септември, односно во тријажниот центар. Ситуацијата е навистина тешка, особено поради фактот што во последните 2-3 дена се хоспитализираат 6 до 8 позитивни на COVID-19 и дека е поприлично загрижувачка состојбата. Можам да кажам дека нашиот капацитет е преполнет. Навистина е преполнет и покрај сите напори што ние перманентно се трудиме да снабдиме и машини за асистирана вентилација, меѓутоа тука има и уште еден проблем кој што е на ниво на држава и тој не може да го смени никој, а тоа е што сме ние едни одредени здравствени работници кои што сме способени да работиме, зборам за целокупната бројка на здравствени работници, затоа што оваа болест е мултидисциплинарна, значи не е само инфективна болест. Ние соработуваме како тимови и со интернисти, и со Институт за јавно здравје, и со имунологија, значи една комплексна болест, со трансфузиолози исто така, затоа што природата на овој вирус е да дава мултиорганско засегање. Така да сите сили се впрегнати, меѓутоа сепак одреден број сме кои што сме здравствени работници и затоа апелирам уште еднаш во интерес на самата популација. Ние физички ќе се потрудиме и издржуваме и верувајте дека има од нас многу од здравствените работници кои што еден ден немаат до сега во овие 3 месеци направено пауза и перманентно работиме, меѓутоа капацитетот е тој. Еден ден немате слободен во 3 месеци практично од како траи практично пандемијата. Мислам дека ова поприлично загрижувачка порака до нас како население, дали ние како граѓани потпрливме докторки и дали еве вие како стручен, познат и признат инфектолог во вашата фела, што мислите, треба ли да имаме ние сега карантин во Чаир, Сарај, Бутел, во аеродром, општините кои што практично беа посочени денеска од министерот за здравство? Да, секако дека сметам. Ако се сеќавате, прв беше Дебар, значи градот Дебар, кој што се покажа како успешен пример со карантинот, каде што во релативно брз временски период се супримираше инфекцијата во тој регион, така да сметам дека е многу подобро повторно да се воведе карантин во сите општини каде што веќе знаеме дека има поголем број на заболени и повторно ќе повторам дека е се тоа во интерес на самата популација, верувајте. Ние немаме апсолутно никаков интерес да шириме лажни информации, така да ова е во интерес на самата популација. Уште две прашања пред да одиме на она што е политички дел со мојот гостин овде во студиото. Иако знам дека не сте човек кој што сака да истакнува нешто што е добро направено, меѓутоа еве јас сепак ќе прашам, бидејќи вие докторке сте практично, како се вели, личноста која што спасил многу животи, меѓутоа бидејќи многу муабети се слушаа околу тие респиратори, дека кој завршува на респиратор не излегува жив, вие практично сте сведок на човек кој што практично го спасивте, го извадивте од тие респиратори. Многу фама се крена околу тоа. Па ние имаме веќе 2 пациенти и третни е на повид дека ќе успееме да го извлечеме од респиратор. Вториот пациент го пуштивме вчера дома, беше одреден период на нашиот одел инфективен, затоа што ние имаме, не напоменав, и 5 одел, кои што и амбуланта, значи тоа се вкупно 5 оделења, каде што ние перманентно на нашиот одел за инфективни болести работиме со пациенти кои што се негативни, затоа што во моментот сме во градот Скопје единствени кои што ги згрижуваме и пациентите кои што се негативни, како и амбулантски пациенти кои што ги третираме. Специфичноста на нашата болница може би е навистина пред еден огромен предизвик, затоа што сме ние триажниот, да кажам, центар, па можам да кажам и на Македонија, затоа што кај нас доаѓаат сите пациенти,
каде што ние од кога ќе ги истриажираме, од кога ќе ги класифицираме на позитивни и негативни, ние имаме и оператива тука, значи ги згрижуваме и тие, обезбедивме и диализери за позитивни пациенти. Се тоа го правихме во почетокот и исклучиво само во нашата установа, зборам за пациенти кои што се потребно да се истриажираат. Инфективна клиника го презема огромниот товар за третирање, за лекување на позитивни пациенти, меѓутоа сите останати пациенти кои што беа и се уште тоа го работиме и хируршки случаи, се тоа се уште е збринато кај нас. Сосема за крај, која е пораката која ќе испратите до јавноста, до целокупната јавност и до оние кои што прославуваа со чочек вчера во кафеани, не носејќи при тоа заштитни маски, не држејќи дистанца, и до оние кои што пријавуваат лажни адреси за да не одат во самоизолација, и за оние кои што не сакаат да се пријават дека практично имаат некои од симптомите на COVID-19, и до оние кои не веруваат дека воопшто постои. Докторке, која е пораката која што треба да ја испратиме? Па јас би испратила само со една реченица за целата популација. Верувајте дека постои вирусот, за да не се уверите самите. Толку од мене. Ви благодарам многу што земавте и што бевте дел од отвореното студио. Чувајте се, бидејќи ни требаат вакви луѓе. Дај Боже што помалку во оваа ситуација, меѓутоа што е тука беше ова доктор Патриција Каламарас, шеф на инфективното оделение во градската општа болница 8 септември, координатор за COVID-19 во истата болница. Професоре, во една ваква ситуација, кога имаме оваква состојба, имав едно спласнување и наеднаш, не знам дали литијата, дали ифтарските вечери, се некако се поклопи, потфрлање, кој потфрли сега во целава ситуација? Полиција, држава, што е она што потфрли? Затоа што утре имате седница на Совет за безбедност. Што ќе кажете или што ќе му препорачате на председателот Мендаровски? До пред 5 дена едно, а сега веќе нешто сосема друго. Не е фер да говорам пред самата седница што би кажал и како би кажал, но индикаторите да ги прегледам и објективната ситуација можеме. Бидејќи сепак тоа е советодавно тело, не е тело кој одлучува, председателот одлучува, а мојот став ќе биде базиран на она што индикаторите го покажуваат. Ако ме прашувате кој потврди, тоа беше првото прашање. Мислам, морам да кажеме на крајно непопуларна теза, дека потврди свеста и совеста на луѓето. И потврди најмногу, кога гледам и доктор Патриција како говори, најмногу ги казнивме здравствените работници со нашата неодговорност. Еден ден немаат слободен во 3 страшно е да се слушне такво нешто, да работат под таква психичка пресија, да работат, нема тие пари кои може да им ги компензирате за напорот кој во моментов го понесуваат. Со маски, со скафандри при тоа. А нас ни дошло да играме чочаци. Од прилика тоа е иронијата која можам да ја кажам. И јас ја разбирам потребата на луѓето. Јас исто осеќам страшна психичка пресија од деновите поминати во изолација, меѓутоа тоа знаете се вика во политичката наука се вика што велат англичаните pun intended, односно игра со зборови, се вика дилемата на затвореникот. Дали нешто што вие ќе го направите попусто, доколку и другиот кој не знаете што прави, не го направи истото. Тоа е класичен пример за оно што во политичката наука се вика prisoner's dilemma или дилема на затвореникот, односно тоа се тие модели на колективна акција. Што ако вие почитувате, другиот не почитува? Вашите напори се сосема залудни. Случаите се појавија во време кога мерките уште важеа, што значи дека можеби ја преценуваме рестриктивно ефикасноста на рестриктивноста на мерките во одредена мера. Можеби звучи контрадикторно, можеби звучи не до крај доследно, меѓутоа што требаше да се направи? Да се направи карантин како во Милано за да биде успешно. Сепак совеста на луѓето, а особено на оние кои шират теории дека вирусот не постои, дека се еден голем заговор, не знам, мислам, просто немам коментар. Разочарувачки е да се види. Ова е онаа типична ситуација како во спортот некој направи добра спортска споредба, дека ние утакмиците ги губиме меѓу 75 и 90 минути. Во оној момент кога мислевме дека надпреварот завршил, дека се е во ред, добиваме втор пик во се уште незавршениот прв бран, вториот бран ако со ваква свест и совест пристапиме, можам да замислам какви последици ќе има, доколку до истиот дојдеме, да се надеваме дека нема. Да, 75-90 убаво го објасните тоа, обично тогаш
Хајде да водиме 2-0, знаеме да примиме и 2 и 3 гола, затоа што мислиме дека се е Пресвртот се готово. случува тогаш и состојбата не е воопшто за подценување, особено овие случаи. Во една ваква состојба сега, мислам дека веќе да почнуваат веќе да ретерираат и сите партии околу тоа кога да се одржат избори. Сега веќе ситуацијата сосема поинаква. Сега мислам дека изборите, доколку ова брзо не се смири, да речеме, не повеќе од една недела, ќе излезат комплетно од фокус и ќе се вратиме веројатно и на одреден дел на рестриктивни мерки кои може ќе бидат таргетирани, онака како што министерот Филипче објасни и како што докторката во крајна линија објасни. Па и таа каже дека според неа треба да има карантин во Чаир, Гази Баба. Во Дебар се покажа дека тоа јас навистина мразам да коментирам теми во кои не сум стручен. Јас ниту сум епидемиолог, нити инфектолог, меѓутоа некој здрав разум ми кажува дека оно што во Дебар се случи покажа резултат. Карантинизирањето на Дебар, ставањето на Дебар во карантин покажа резултат да денеска е Дебар корона-фри град. И може да рестартираат и кафеани, може да се продолжи со нормален живот и да не се почитуваат до таа мера мерките, што секако не го препорачувам, нели нити било кој го препорачува, сепак постои една доза на сигурност во самиот град. Јас не знам, ако се почека уште малце и таа социјална мобилност на луѓето до овие општини продолжи, таа може да се расшири, знаеме како функционира. Карантинизирањето мора да биде и брзо и ефикасно, па може би дури и без најава, што е малку недемократски како модел, меѓутоа знаат, луѓето ќе почнат да бегаат по викендички, ќе почнат да бегаат во други градови, по роднини и не знаат со себе дали го носат вирусот. И ете ви ново ширење на болеста и така натаму и така натаму. Не знам ни дали карантин треба и да се најавува воопшто во таа смисла или да се чека премногу на таква одлука. Професор, вие сте член на Советот за безбедност. За утре ги имате утврдено, бидејќи е веќе најавена седница на Советот за безбедност, бидејќи утре и завршува практично која трета поред, така му доаѓа ворона состојба. Па ако би има нова ќе биде четврта поред. Имаше утре месец па 2 недели. Утре завршува третата, практично поред. добивте дневен ред отприлика само за тоа ќе се разговара или? Да, тоа ќе биде во фокусот, не е тоа никаква тајна, мислам, може да се може нели да се сподели со јавноста, тоа е она што и медиумите го пишуваат. Ќе се разговара околу евентуалното продолжување. Знаете, начинот на кој функционира Советот е дека претходно репортираат сите засегнати страни, условно кажано. На последниот совет беше и доктор Караджовски како председател на Комисијата за заразни болести. Да, кога ситуацијата беше за жал многу подобра, се чинеше дека можеби ќе нема потреба, нели, и дека ослободувањето, либерализацијата на рестриктивните мерки ќе биде сосема логичен потек. И тој фактор фамозен за тоа колку луѓе се заразуваат беше доста низок, сега гледам дека е за 0,2 влошен, сега веќе после овие случаи веројатно и за повеќе. Така да прво репортираат сите, нели, засегнати страни, председателот ги сослушува и врз база на тоа се носи председателот одлука, не Советот за безбедност. Во таа смисла да, тоа ќе биде она што ќе се разгледува и мислам дека ќе се почне од епидемиолошката ситуација, па натаму таа како што гледаме неколку дена поред не е нималку сјајна ниту ветува. Проблемот околу изборите, господината преска, не се доискажав за жал. Знаете што е проблем? Наврате пак на изборите, но да, знаете што е проблем тука, еве, да даеме малце вовет за некоја следно прашање или следна тема. Бидејќи и тоа е врзано со целата проблематика, испреплетени се тие проблеми. Ние во суштина имале 0 или имале 100 случаи дневно, ние не знаеме кога ќе се договорат партиите за одреден датум, бил тој во јули, бил во август, во септември или наредната година, дали тогаш ситуацијата ќе биде подобра или полоша. И тоа е неизвестноста со која можеме да лицитираме. Очигледно дека јуни е надвор од било каква дискусија за организирање на избори, дефинитивно. Може би веќе и почетокот на јули, тоа не можам се уште да го тврдам, ќе треба сепак да почекаме во наредните 7 до 10 дена да видиме што ќе се случи. Собирањата во религиозните објекти за време на Бајрам можат да дадат некаков епидемиолошки резултат после 2 недели, значи околу 10 јуни треба да видиме што ќе се случи, колку случаи ќе има така, 9, 10, 11 јуни ќе треба да пратиме ситуацијата, после кои датуми мислам дека можеме да водиме поинформирана и поструктурирана дебата за тоа што понатака. Сега е се уште рано, уште не сме ни јуни, така да мислам дека наредните 11-12 дена ќе бидат страшна психичка пресија во општеството ќе се создаде, да се види дали тој бран можеби, нели јас видов дека во некои џамии навистина се почитуваше исклучително. Да, во некој да. Во некој да, и тоа беше навистина за поздравување, да се најдеме на пола пат. Куманово, кој што циркулираше, беше поприлично фрапантно. Така имаше стики од порои каде што локалниот нели муфтија решил воопшто да нема. Да не ги собира верниците наспроти она што нели сега веќе бившиот Реисул Улема го препорача. Така да, јас не знам, треба да видиме тука критичен период ќе биде тука меѓу 8 и 12 јуни, например,
да видиме дали ќе има случај, нема да има случај, дали ова ќе се смири што се случува, а ако се оди на карантинизација, веројатно треба да се оди час поскоро за да не се доведе. Она што мене ме загрижува е ќе ви давам една малце приватна перспектива со изборите. Јас имам 2 малолетни деца кои одат во основна школа. Мене ќе ми треба некаква власт во септември да ми каже дали ќе ја продолжиме школската година онлайн, офлайн, во живо, во смени, со социјална дистанца, како на дете од второ одделение ќе му објасните да носи маска и така натаму и така натаму. Ова е буквално еден многу неблагодарен избор на тоа да се оди на избори во една нестабилна епидемиолошка ситуација и во тоа да вие при тој втор бран и при сите битни одлуки кои треба да се носат немате конституирана власт и вечно да се различи оваа ситуација со техничката влада. На партиите кога велат ние се грижиме за здравјето на граѓаните, апсолутно не им верувам, мислам дека тоа е апсолутна демагогија, партиите се грижат да дојдат на власт. За тоа се грижат партиите, од секогаш само за тоа и се грижат. Така да таа демагогија нас не одговараат избори тогаш ние многу се секираме за народот и така натаму, за мене е на флускула која они мора да ја кажуваат, меѓутоа во оваа ситуација добро е да се биде разумен и добро е да се има некаков став околу тоа каде да се најдеме на пола пат меѓу безбедноста на епидемиолошката ситуација, која очигледно се влоши, веројатно ќе ги помести изборите, и некаква конституирање на некаква стабилна власт од септември која ќе може да се справи. Мислам дека да организираме избори во септември повторно, независно што е ситуацијата волку лоша, немаме гаранција дека ќе биде подобро. Вака како што тргнало, ние навистина не знаеме тоа смирување кое никој не очекуваше да биде линеарно, како ќе се движи. Ама сега не само што не е линеарно, него има на репикинг што се или повторен пик на епидемијата, некаков мал пик да видиме до каде ќе оди. Можеби во наредните денови ќе биде подобро, сите се надеваме на тоа. Играме продолжетоци во спортски жаргон. Да, играме продолжетоци во кои не сме баш добри. Секогаш сме уморни кога се работи за продолжетоци. Се надевам дека овој пат ќе ја добиеме оваа битка. Вие, професоре, сега практично сте, ако можеме така да кажем, помеѓу чеканото и нековалната. Говорам за Советот за безбедност. Во редната состојба практично таа е поврзана индиректно со изборите, меѓутоа затоа што која би била сфрката на воредна состојба кога имате тотално олабавување на мерките, немате веќе полициски час, немате ништо и сега ние имаме воредна состојба затоа што немаме собрание, затоа што никој не сака да го свика собранието, затоа што како видите вие и самиот, ние немаме собрание, ние не знаеме од септември што ќе правиме. Светска здравствена организација од една страна вели очекувајте нов бран на есен на втор бран на COVID-19, иако има некои кои што ќе кажат не е можно, меѓутоа сепак постојат разни информации кои што мора пред време да се протумачат. Да расчистиме неколку работи, за да престанеме да ги преджвакуваме истите флоскули на социјалните мрежи, во дебатите и така натаму. Да, тоа прекинав да читаме. Јас ги затворив моите акаунти на Facebook и на Twitter, мислам дека се создава она што се вели информациски вишок, кој само ве оптеретува и всушност ништо не дознавате. Меѓу другото и затоа сме на ова дереџа. Затоа сме веројатно и на ова дереџа, колку што се добри, толку се и лоши социјалните мрежи за ширење, она што и докторката го говореше, на разни теории на заговор, полуписмени статуси на луѓе кои воопшто не се експерти во својата област и така натаму, а се инфлуенсери, влијателни и така натаму. Меѓутоа, околу изборите сакав да расчистам неколку дилеми. Кога год да бидат летови, па и на есен, излезноста ќе биде ниска. Заборавете 55%, заборавете 60%, заборавете 65%. Значи, првата работа, кога се повикуваме на ниската излезност, дека ќе има ниска излезност, да расчистиме, излезноста ќе биде ниска. Луѓето ќе се плашат и во јули, и во август, и во септември. Тоа не значи дека во било кој од тие 3 месеци исто да организирате избори. Не сакам тоа да го кажам. Сакам да кажам дека излезноста јас очекувам во сите 3 случаи да биде под 50%. Значи, следната влада нема да има висок легитимитет. Тоа да расчистиме од старт. Посебно ако продолжи овој тренд на ваква епидемиолошка ситуација, тогаш сигурно и оние постари од 67, и луѓе со диабет, и луѓе со притисок, и луѓе со претилост и така натаму, сите тие ќе бидат уплашени да излезат. Бидејќи сепак ќе видиме какви ќе бидат протоколите доколку до тие избори дојде и така натаму. Така да ако имаше некој привид дека вонредната се продолжува за 2 месеци ради изборите, што не беше вистина, требаше луѓето да беа на моје место да ги сослушаа сите аргументи на последната седница на Советот за безбедност, ќе знаеа дека тоа не е така. Ако сега личеше дека можеби ќе се продолжи за да се компензира за тоа лимбо кој настана во политичка смисла, сега веќе пак е епидемиолошката ситуација таа што тоа ќе го диктира. Тука имате и поддршката на армијата, на полицијата, тука имате евентуални финансиски инструменти кои треба владата брзо да ги прифати,
да ги одобри и така натаму. Тука имате искратување на политичкиот процес токму во недостаток на собрани. Најелегантното решение, ние сме една од малкуте држави кои остана без собрани во критичен момент. Парламентот кој не сакаше да биде тоа. Тоа нас не се случи. Се приклонија повеќето од луѓето, вклучително и председателот на собранието, кон она толкување дека собранието не може да се состане и собранието не се состане и еве што се случи. Да немаме собрание, да имаме техничка влада, да не знаеме до кога треба да продолжиме во нредната состојба, тоа максимално да се политизира и згора на сето тоа ни се случи пик на епидемијата, во која вие немате јасно конституирана контури на власт, која би можела со тој втор бран за кој зборувавме да се справи. И сега сме најдени меѓу повеќе чекани на ковални, не само еден, така еден серијално чекани на ковални, еден шпалир низ кој ќе треба да поминеме за да излеземе од дадената ситуација. И тука постојат лоши и полоши решенија. Кога вака ќе се влоши епидемиолошката ситуација, вие веќе немате добро решение. Имате лошо и полошо решение. Така да треба да го избереме веројатно најмалку лошото решение. А околу излезност, јас мислам дека треба да се помириме дека таа ќе биде исклучително ниска, дека веројатно на избирачките места ќе излезат во најголема мера запалените партиски симпатизери, нели и поддржувачи, и дека тука ќе заврши гласачкото тело. Јас не знам, и ова мене ми личи шеговито кажуваме вака кога разговараме со колеги од различни политички профилации, дека ова се веројатно избори на кои мене ми се чини дека ни една партија не сака да победи, заради тоа што ќе треба да конституира власт во време на економска, епидемиолошка и секаква друга криза. Така да ја не знам на што ќе личат овие избори, какви ќе бидат, но дека мора да се одржат и дека мора да имаме контури на некаква нова власт, тоа сигурно е така. Но власт е власт. Ќе ве прашам малку подоцна колку партиите го употребува или злоупотребува целиот овој период со COVID-19. Можно ли ние во една ваква ситуација во оренна состојба да влеземе во, што знам, во некоја уставна криза? Па ние во уставна криза сме уште од самиот почеток. Имате вие два табора на конституционалисти кои се судрија во интерпретирањето на уставот. Тоа е веќе само по себе укажува на уставни празнини кои не знам дали треба да се пополнат со нов устав со адекватно толкување со амандмани. Што мене искрено ми е срамно. Тоа ќе си го реши. Знаете како, нема устав во кој се е напишан. Добро, но мене ми е срамно, професоре, во смисла на тоа што точно пишува членот 64 од уставот околу тоа како може да се врати собранието распуштено и сега запирката точката не знам. Тоа е затоа што постојат повеќе начини на толкување, телеолошко, системско, буквално нели толкување на членовите и така натаму. И тука има одредена слобода фелата или конституционалистичка да толкува. Меѓутоа јас не видов никаде дека постои некаква дискриминација помеѓу распуштање и само распуштање или некоја јасна дистинкција во уставот направена апропо членот кој го спомна. Така. Дали може да се примени или не може да се примени. Пак не би сакал да се мешам во нешто што не е моја работа. Меѓутоа факт е дека ние останавме. Добро, читаме се, не сме експерти, но читаме. Не сме експерти, но се обидуваме нели да тоа да вклопиме во некаков систем. Ако може другите собранија да покажат демократска контрола, нели, да се состанат, да можеше веројатно нашето собрание да инклинира кон она второ читање кое не превагна во главата председателот на собранието. Меѓутоа, мене ми е тотално енигматично ова што се случи. Често во политичката наука е најбитно да анализирате мотивацијата, она што се нарекува инсентив на играчите, нели секогаш гледате таа некоја перспектива бихевиорална зошто партија X и партија Y го прават она што прават. Ја не можам да сватам опозиција која нека да се состане собрани. Уште не можам да ја до крај да ја протолкувам стратегијата да опозицијата не сака да се состане собранието. Дали им беше страв дека ќе се потврдат одредени уредби кои нив не им се допадна или нешто друго, мене не ми јасно. Дали беа можеби уплашени пратениците за сопственото здравје доколку собранието се состане, иако гледаме српското собрание има мерки, дистанца, паравани, така натаму. Сето тоа можеше тоа да се направи, не беше толку комплицирано. Меѓутоа тука сме каде што сме. Мислам можеме да анализираме уште 3 дена собранието не се состане. Тоа е тоа. Веројатно сега ќе треба да постои опција за да се собере собранието. До кога може да се оди со ворена состојба? Не до бесконечно, затоа што кога ќе заврши ворената состојба, ние практично сме во избори, така, но ворената состојба е на повторно судирно толкување, да тоа дали по автоматизам продолжуваат нели роковите. Најголем дел од правниците велат, релевантните нели конституционалисти, правници во државата велат дека роковите продолжуваат без никакви задршки. Постои едно поиновативно толкување, покреативно, кое вели дека сепак може тоа да се одложи така натаму. Верувам дека правната техника за тоа одлагање ќе се
што е пак диктирано од себичните интереси на партиите, а не е диктирано. Затоа јас и не им верувам кога ќе велат, нама нас не е многу гајле за здравето на граѓаните. Не, партиите функционираат на многу прост принцип. Премеруваат во кој дел од летото ќе имаат најголеми шанси да победат, кога е тој оптимум на гласови кои можат да го добијат, кога е минимумот на гласови кои другата партија би го имала и врз база на тоа ги прават пресметките. Ја мислам дека епидемиолошката ситуација не ни ставаат на маса воопшто како таква. Така да се знае на кого му одговараат брзи, на кого му одговараат подоцнежни избори, се знаеме и зошто. Ние тоа го премолчуваме во дебатите, меѓутоа мислам дека на луѓето им е перфектно јасно. И она што во суштина таквата една цинична позиција на партиите предизвикува кај луѓето уште помалку да излегуваат на избори и да се разочаруваат уште повеќе во политичките актери. Меѓутоа останува повторно да видиме што ќе се случи, да видиме што председателот ќе реши, советот ќе советува председателот, нели ќе реши. Во крајна линија владата треба да побара, да не заборавиме. Мислам дека Венко Филипче дека нешто побара. така најави, дека ќе побара владата продолжување на вонредната состојба, па да видиме што ќе биде во сабота. Мојот глас не во смисла на гласање, не во смисла на допринос кон делиберација е само еден, има таму многу други луѓе седнати на таа маса, во крајна линија можеби ќе бидат повторно повикани, за тоа не сум информиран. Повторно епидемиолозите релевантни да го кажат своето мислење, можеби министерот за здравство и најверојатно министерот за здравство. Многу повеќе работи зависат од нив отколку од мене. Јас можам да вам дам ова перспективата на плепсот, условно кажано, како народот размислува и какво е расположението меѓу луѓето, и тоа е се што можам во оваа ситуација да направам, а другите индикатори треба другите релевантни институции да ги изложат пред председателот, кој ќе треба потоа да реши што понатака. Вие испративте една порака до политичките партии, меѓу другото видите, ние сите молчиме, а знаеме што е. И јавноста знае што е. Јас мислам дека јавноста не знае што е, затоа што јавноста ако знаеше што е, ќе носеше маски, ќе држеше дистанција, нема да играше чочек. Ја мислам дека ние постојано велиме јавноста знае, меѓутоа изгледа јавноста не знае. И од тоа што ние премолчуваме, мислиме дека јавноста знае. Што премолчуваме? Многу ми се допадна овој сарказам, морам да признам. Не, професоре, знаете зашто? Затоа што јасно е дека политичките партии го имаат епидемиолошката анализа чисто колку параван, еве како што видите вие. Меѓутоа овде се мерат и анкетите, се мери летови, видите под 40, под 50% нема да биде излезност. Нема над 50 да биде. Над 50 мислам. Значи имате лето, значи без разлика на се најавуваат отварање на граници. Јас верувам дека целот Скопје ќе се испразни и ќе замине во градски. Сега околу тие мерења ние молчиме, меѓутоа ние сме жртви, тие што молчиме. А молчи мнозинство. Ситуацијата е тука јасна и ми се допадна овој сарказам дека ние да знаевме ќе се поднесувавме сосема поинаку. Очигледно не сме ниту Јапонија, ниту сме една Словенија, ниту сме една Германија. Ние сме помалце жртви на сопствената култура која е доста колективистичка, култура на проширено семејство, една култура која по паѓањето на комунизмот на голема врата ја врати и религиозноста, меѓутоа не религиозноста како посветеност кон религијата. Јас би рекол оној социолошки концепт на belonging without believing, односно не сме не толку верници колку што сакаме да веруваме, дека сме колку што сакаме декларативно да покажеме, нели преку разни лити, ифтарски вечери така натаму, дека ете ние многу го почитуваме Бога и така натаму, што оваа ситуација е големо прашање, меѓутоа факт е дека дисциплината изостана. И можеби институционалниот дел изостана, наказнување на репресивни мерки каде што треба, и тука да не ги амнестираме институциите, не Министерството за внатрешни работи, ни другите релевантни институции. Не, има една казна. Директорката која што беше на Кожно, ако не се лажам, веќе има казна. Затоа што беше меѓу првите веројатно која и единствено не ја казна. Постапи несовесно. Па тука секогаш ќе се јави проблемот на селективност, кога вие ќе речете ние не сакаме да казнуваме затоа што на луѓето им е тешко или се во неубава материјална позиција или се под психоза, тогаш ви им давате практично пас да луѓето играат чочеци и прават што сакаат. Така и сега се извинувам за ваков еден помалку уличарски вокабулар, меѓутоа револтот кај мене е огромен. Професор Оро играа во Ѓевѓеле. Апсолутно играат Тора и се собираат по вечери, мисла дека знаете се водиме од најлошата можна логика, нема мене да ме удри, така? Гром во Коприва не удри. Гром во Коприва не удри и на крајот еве она што го кажа докторката, ви се преполни капацитетите во болниците или може да се наполнат за брзо време, кога најмалку очекувавме, кога нели. Она што се најава оди во прилог на целава ситуација, се најава многу топло лето, екстремно топло лето, да видиме дали тоа ќе биде вистина. Тоа ќе намали социјалната мобилност меѓу луѓето, ама ќе биде хендикеп за изборите. Затоа што никој не сака да дојде да гласа на 40 степени. Гледав релевантни стручњаци кои предвидуваат што ќе се случи со климата. Има еден познат хрватски
научник кој тоа добро го предвидува година за година, тој вели дека ќе имаме околу 60 дена кои ќе бидат меѓу 36 и 39 степени. Тоа е драматично многу. Така. Ако се остварат неговите предвидувања, тоа значи дека ќе имаме намалена социјална мобилност, ама и намалена можност да ви организирате на плюс 40 степени, да ви цел ден еден избирачки одбор го казните да седи 12 сата. Сум бил во избирачки одбор, знам што значи, знам какви одговорности се тоа, да носи материјали и така натаму, тоа ќе биде исто така пекол. Мислам дека луѓето масовно ќе одбиваат да бидат во избирачки одбори, што ради епидемиолошката ситуација, што ради температурата, така да искрено не постои паметен одговор во однос на тоа кога да ги организирате изборите. Ако чекате да фати овој топол бран, добро е затоа што ќе се смири епидемиолошката ситуација, но ќе биде лошо во однос на температурите и така натаму. Нормално доколку ова предвидување се оствари. Па ќе видиме. Многу фактори се во игра, работите прогресивно се компликуваат, ќе треба брзо да се решува и по мене мислам дека политичките актери во моментов ќе треба навистина да покажат исклучителна кооперативност, исклучителна рационалност и да престанат да се натегаат секој на своја страна. Апропо на што на почетокот го разговаравме, што е она што луѓето не го знаат, јасно. На СДСМ му одговараат брзи избори, ВМРО чека да удри кризата. Економска, да се искомплицира епидемиолошката состојба и така натаму, иако да не заборавиме, и ВМРО со свој министер учествуваше со два, сега само со еден министер во владата, така да сноси споделена одговорност во најмала рака, со обзир дека го има најкритичното министерство под своја контрола. Меѓутоа, како и да е, на ВМРО му одговараат подоцнешни избори, да малце се закомпликува епидемиолошката ситуација, да има повеќе и мртви и така натаму, колку полошо, толку подобро. За секоја опозиција секаде е така. Не затоа што е ВМРО во прашање, него затоа што за секоја опозиција важи истото. Не посочувам со прст. Да беше СДСМ во опозиција, веројатно ќе беше сосема истата ситуација. Не сакам во оваа смисла да ги прикажам ВМРО како некои лоши момци кои се радуваат на тоа што е ситуацијата лоша, едноставно нив им одговара да ситуацијата се влоши само по себе, за да, на крајот имаат колку толку оптимизација на своите гласови, иако јас велам во услови на таква излезност многу е тешко да се предвидува што ќе се случи. Ајде вака да се абстрахираме од политичкиот момент. Како професор, како универзитетски професор, иако е тешко во Македонија да се абстрахирате без да ви залепат етиките. Во една ваква состојба, кога е најдобро да има избори? Па макар били со излезност под 50%. Тоа е прашање за $1.000.000 во моментов, кој јас радо би го одговорил некаде после 10 јуни, кога ќе видиме дали навистина ќе има оној пик за кој зборевме од собирањата во религиозните објекти за Бајрам. Великден даде некакви негативни резултати, ама не толку многу. Малце повеќе луѓето се плаши од литијата, се спекулира за податоците, јас навистина не ги знам. Дали литијата, но литијата во една друга смисла беше иницијатор на целата таа работа, во смисла на тоа дека беше, знаете, оној zero sum game што кој се случува помеѓу христијаните, муслиманите или македонците, албанците. Еве, ако вие тоа го направите, па онда и ние ќе ги отвориме џамиите, ќе имаме, Бајрам во самите џами, со тоа што добро, барем на крај се ретарираше до степен да биде во дворовите, со маски, така натаму се покаже некаква доза на разум, иако јас искрено ви кажам дека во двата случаја, и во случајот на Великден бев апсолутно против тоа да има било какви собири. Ние мораме дефинитивно, укажува некои мои колеги, дури со драматични изјави излегува дека ние веќе не сме секуларна држава, ние дефинитивно мораме да седнеме на маса со религиозните заедници и некои работи да ги расчистиме, ова вака не оди. Да. Апсолутно не оди. Ако сме секуларна држава, ако имаме грам христијанска или муслиманско сочувство кон другите, она што фундаментално религијата го проповеда, ние нема да дозволиме да заразиме некого, ниту да ставиме никого на ризик, така? Да го сакаме ближниот своја заповест на секоја религија. Ако го заразите, вие не го сакате, вие го доведувате во животна опасност. Така да е фундаменталните институционалната религија ги загрози фундаменталните како да кажам верувања на верата. И повторно религијата и верата се наоѓаат во една страшна колизија. За мотивите можеме да разговараме, да нагаѓаме, нека дојдат порелевантни од мене социолози на религија, па нека кажат зошто е тоа така. Дали се материјални интереси, страф од губење на влијание, пркос кон државата и така натаму и така натаму. Во секој случај, еве ви го резултатот, ќе мораме да се справуваме. Уште многу пати веројатно со оваа докторка ќе разговарате и на телефон, веројатно и во живо. Се надевам нема. Се надевам нема и се надевам не на таа тема. Да, се надевам не на таа тема, иако денови кои што престојат може да бидат поприлично критични по бројките кои што доаѓаат од завчера, вчера,
па и денес очекуваме да видиме што ќе се случи и сега пак доаѓаме до ситуација околу тоа воредна состојба, што правиме ние со воредната состојба сега, ве прашав во неколку наврати, значи сега ќе одиме на воредна состојба, се зависи од тоа што ќе каже утре претпоставам министрот или комисијата за заразни болести кои што ќе видат, меѓутоа таа воредна состојба не може да оди до недоглед. Не може, апсолутно не може. Дури и да не заврши овој прв бран, вие ќе треба одреден момент да конституирате власт. Разбрав, не го видов изворно, само ја дозна веста дека Европската комисија исто апелирала, дека не може Македонија да продолжи вечно со техничка влада. Подготвувајќи се за емисијата не успеав тоа да го видам соопштение, меѓутоа верувам дека не ме излажале дека такво соопштение постои. Имаше таков. Што значи дека се апелира некако некаде во јули-август ќе мора да се случат изборите. И вонредната состојба ќе мора да прекине. Дали ќе ја натемпира 22 дена да биде од моментот кога ќе заврши па да бидат изборите или ќе се бара друг правен модалитет, тоа е веќе работа на креативност. Кога се работи за прекршување на устав, за слободни интерпретации, ние сме махери и немам никаква дилема дека ќе се најде уставна техника, односно правна техника како тоа да се изведе. Меѓутоа во моментов треба водилката да не биде не само правото, туку и здравиот разум кога е тоа најдобро да се случи. Значи ние повторно бараме некаков компромис помеѓу сите овие индикатори кои многу тешко да ги натемпират. Она што ВМРО го бара да има не знам колку дена, 14 дена под 10 случаи и така натаму, не знам дали воопшто ќе се случи лето. Не знам дали воопшто ќе се случи на есен. Ние не знаеме дали ќе има такво нешто. Јас мислев дека средина на јуни ќе биде, она беше оној сингапурски модел, нели, кој го изработувале дека средина на јуни ќе се смири. Сега сум сигурен дека ни во средина на јули ние нема да имаме 0 случаи или можеби нема да имаме испод 10. Ако не се преземат радикални мерки, а од друга страна радикалните мерки ве чинат економски. Не можете вие да затворите цела држава ако она што е добро во целата приказна е што се лоцирани кластерите и се знае каде е заразата. И тука можете да одите со карантинизација. Бидејќи ако затворите повторно целата држава, можеме да се опростиме дефинитивно, баш зборував со еден професор економист пред емисијата, можеме дефинитивно да се опростиме со оној проектиран пат, да се збогуваме со оној проектиран пат од 3,5% на бруто домашниот производ и да сметаме дека ќе биде барем дупло. Така да, веројатно изолација на овие области додека не се смирате подобро решение, отколку повторно целата држава. Знаете како? Тоа ќе ги подигне меѓуетничките тензии. Ке речат луѓето нели од средини каде што нема случај, зошто ние ради другата етничка заедница, бидејќи кај нас секогаш тоа се прави, тоа е модалитет по кој ние функционираме, уште од 90-тите, ке речат нас не казувате заради тоа што имало ифтарски вечери, така? Така да затварање на цела држава, повторни рестрикции, мислам дека нема да се опција. Единствената опција е она што се случи во Дебар на почетокот, а се покаже како ефикасен модел. Карантини. Зборувам за политичките реперкусии, за епидемиолошките еве на Советот за безбедност нека кажат релевантните чинители. И се остави впечаток во јавноста дека практично воредната состојба во еден дел, особено последното продолжување на воредната состојба, и тоа од 14 дена е практично давање на можност на политичките партии да најдат договори, да се договорат конечно кога избори, за да може да тактизираат. За жал се случи таква една неубава интерпретација на она што претседателот донесе, не беше тоа директната причина. Јас би оставил сепак претседателот да објасни кои беа причините. Постоја објасни делумно, јас мислам, дека тука требаше поддршка на армијата кон полицијата, дека не можете туку така да ја оставите ситуацијата нели она волунтаристички да се одвива само од себе, дека полицијата нема капацитет да постигне секаде да. Потоа беше оној заем кој требаше владата да го земе, за кој требаше нели брзо и ефикасно да се делува за да може тие пари да се повлечат и така натаму и така натаму. Имаше 2-3 добри причини зошто, но се стекна впечаток јавноста дека им се дава закрила на Заев, Мицковски, Ахмети, села и така натаму да Касами и така натаму да нели издействуваат нешто, иако ја мислам дека и тогаш и сега веројатно по совинајној случај ќе се многу далеко од договор. Беа блиску договор до пред ден-два. Мислам дека сето тоа е паднато во вода. Мислам дека апсолутно имаме сосема нова ситуација и веројатно дека сега оние кои беа за пролонгирање на избори имаат аргумент плюс по ова што се случи, иако верувам дека и оние кои беа за пролонгирање на избори делумно носат одговорноста за ова што се случи, бидејќи во техничката влада учествуваат сите. Но џабе е лоцирањето на одговорноста кога е нешто што се случи. Оно што треба да го размислуваме како ургентно и хитро и хитно ова да го спречиме, што ни се случува да не се искомплицира уште повеќе. Јас реков до 10, 11, 12 јуни ќе има одредена психоза да видиме дали тоа ќе расте. Тоаш може и некој пик нов да се јави,
доколку во сите џами не се почитувале мерките и така натаму. Смената на Реисулемата во целата ситуација е многу чудна. Во целата таа констелација луѓето различно интерпретираат зошто, како, дали е поврзано со ова што се случи, не е поврзано. Останува да се види. Во секој случај загрижува односот на државата и религиозните заедници, се покажа дека е некооперативен, неадекватен, без разбирање за ситуацијата во која се наоѓаме и без адекватен пристап на заштита пред се на сопствените верници, а понатаму и на сите други. Обично велат фали цврста рака за овој народ. Воопшто не сум... Иако не сакам да... Да, воопшто не сум љубител на такви деспотски, условно кажано, формулации. Очигледно, знаете што е трагедијата на целата ситуација? Нас овие случаи не се случија кога имаше мерки. Кога имаше, условно кажано, цврста рака. Единственото нешто повеќе што можевте од ова да го направите, што мислам дека луѓето ќе ги доведеше на рап на психичка стабилност, на колективно ниво, беше да направите 24 часовен карантин. Па како во Милано да издавате нели дозволи само до продавници, до аптека и до болница евентуално луѓето да отидат и за хитни случаи. Тоа не беше опција. Сепак димензијата на пандемијата кај нас, односно на епидемијата која не се случува, не беше до таа мерка лоша, нели? И кога има очигледно мерки, вие на луѓето многу тешко можете да им укажете дека скоро сите за ново заразени се од семени веселби и од семени собирања. Така. И оние во аеродром, и оние во Сарај, и оние во Газибаба, и тоа е не е ни тајна, тоа го кажа министер. Институтот за јавно здравје го соопшти така натаму. Ако тој тип на самодисциплина го немаме, мислам дека ништо не може да ни помогне. Ни цврста рака, верувањето од цврста рака е префрлање на одговорноста демократска од сам себе на некој друг. Веројатно да. Таа теза дека авторитарните држави многу добро поминале во менаџирањето на болеста и така натаму е у суштина неточна. Анализирајте. Јужна Кореја не е авторитарна држава. Иако Јужна Кореја повторно ги затвори школите денеска. Заради тоа што отиде предалеку во либерализацијата на мерките, па во ноќните клубови се појавија нови кластери. Јужна Кореја дури избори организираш. Словенија можеби не е во моментов не е најдобриот пример за демократија, меѓутоа сепак е демократско општество. Тие реално добро се справија. Црна Гора се справи добро, има држави кои Нов Зеланд се справи добро, така? Значи не би ја правил корелација директна помеѓу авторитарноста на режимот и успешноста во справање. Има многу авторитарни режими кои што имаат цврста рака, кои доживеат тотален дебакл. Гледате го Болсонаро, човекот е пример за цврста рака. Нешто слично се случува и во Русија. Така, значи немате директна корелација, меѓутоа имате сигурна корелација помеѓу самосвеста на луѓето и самодисциплината и успешноста во справувањето со пандемијата, а при тоа зачувување на некоја демократска содржина која мора да ја имате. И само да ве прашам за Државната изборна комисија, таа може во овие моменти додека ние не само што дебатираме, туку додека трае и оваа ситуација ваква како што е да работи во моментот, без при тоа да бара ли од 30 до 50 дена од кога ќе заврши вонредната состава? Ќе морам да го погледам транскриптот на последната седница на Советот, мислам дека тој го каже во еден момент, дека ништо не ги спречува да се подготвуваат. Пардон, иако јас се разбирам нивната позиција, дека не знаат така апдейтувањето на изборниот список и така натаму од кој до кој датум, како постојат техники како се работи, не е така едноставно. Меѓутоа факт е дека нив не ги спречува барем подготвителните активности да ги превземат. Така. Искрен да бидам, не сум во нивната кожа за да можам сите суптилитети да ги знам на изборниот процес. Максимум што сум стигнал во изборниот процес е да бидам во избирачки одбор. Тоа е моето непосредно искуство. Затоа што нели имаш информација од 30 до 50 дена не се потребни. Во таа насока прашував сега. На крајот да не се лажеме, ќе бидат онолку денови колку што политичките актери ќе се договорат да бидат. И Државната изборна комисија ќе мора да се спреми. Во таа смисла јас лично да сум на нивното место би почнал да се подготвувам бидејќи е многу неизвестно што партиите ќе се договорат и како ќе се договорат. Во оној момент кога имавме нели малтена договор за 5 или 12 јули, работата се скомплицира и се веројатно тоа ќе се помести. Дали ќе се помести не знаеме. Така. Тоа треба да видиме, бидејќи ако сепак епидемијата се смени во наредните 7 до 10 дена и нема до 10-12 јуни премногу случаи, тогаш може повторно на маса да се стави овој датум, да разговараме тогаш повторно. Така, ќе разговараме сигурно и сосема за крај професоре, пред да ви се заблагодарам, препораката која би била или очекувањата кои би биле, не препораката, ќе имаме нова ворена состава за уште 7-14 дена или? Тоа не можам да го знам.
Тоа сепак го одлучува Тоа ќе биде председателот. одлука на председателот, не сум но- искомуницирал со него непосредно пред Советот, не сум имал директна комуникација да знам неговата позиција. Верувам дека е ставен во една крајно неблагодарна позиција од два аспекти. Прво заради она што го кажа преска дека практично политичките актери се чинеше дека се кријат зад него во целата ситуација и тоа го става на фронтот на политичката одговорност напред, така, што е една неубава позиција. И второ, да, од друга страна одлучува во услови кои се прилично нестабилни, непредвидливи околу тоа дали ќе има или ќе нема нова вонредна состојба. Јас реков дека во овој момент можеме само индикаторите реални утре да ги претресеме на Советот и председателот врз база на тие мислења да види што понатака ќе прави. Инаку како држава безбедни сме, не од COVID-19, мислам онака со соседи, со граници во таа смисла. Не мислам дека имаме некаков проблем и да имал некаков лош план во однос на нашата држава, мислам дека сега мора да го одложи затоа што сите држави се борат со COVID-19 и нивните напори се кон тоа насочени. И она што е добро е што барем ако ништо друго таа меѓународна солидарност е зголеми, па и регионалната солидарност. Некогаш се расправаме со соседите, некогаш има и тешки зборови, меѓутоа на крајот на денот си помагаме и на крајот на денот сме тука едни за други, со надеж дека сите заедно ќе се избориме, па потоа можеме да ги претресуваме теми околу демократија, авторитарност, како сме вовеле вонредна состојба, кој општество се покажало подобро, да смириме прво пандемијата, па потоа да се препуштиме на овие високоинтелектуални дебати, да речеме. Дел од државите ги отворија границите, меѓу нив и нашата земја најавува отворање на границите. Можно ли е да бидеме казнети со една ваква бројка, ваква една епидемиолошка слика, бидејќи на пример Хрватска ги отвара границите, меѓутоа ние не можеме да влеземе? Ако има голем пораст, можеме да бидеме казнати. Ако има голем пораст. Така што може Има и некој критериум. Може и во Грчка да не одат луѓе кои што планираат. Има некој критериум колку заразени на 100.000 жители. Така се пресметува, така и Црна Гора ги донесе, гледам. Нас не стави на таа листата на добрите дечки кои се справиле релативно успешно, па можеме во Црна Гора. За Хрватски искрено немам апдейт, мислам дека не ни дозволија, нели? Не ни дозволија, таму се Словенија. Барем во првиов дел од приказната немаме пристап. Грција од лукративни причини мислам дека ќе ги отвори заради тоа што оние земји кои се Они туристички живеат од туризам. зависни ќе мора малце да бидат пофлексибилни во однос на тој критериум, инаку економијата навистина ќе им страда. Ние за несреќа или среќа имаме помалку рудиментирана економија која не зависи премногу од туризам, така да затоа и падот проектиран кај нас е многу помал, така да ние можеме да си дозволиме тука некаков маневар. Во крајна линија, ако имате дебакл на епидемиолошки план во државата, никој нема да размислува за одмор. И ќе биде тотално сеедно, и ако имате економски реперкусии, луѓето ќе чуваат пари и ќе биде тотално сеедно дали се границите отворени или не, ако кај луѓето се намали оптимизмот и перспективноста во некоја смисла да појдат на одмор или да трошат пари. Ако ситуацијата многу се влоши, луѓето ќе одат кон оние поконзервативни тактики на чување пари, ставање под перница, одење на одмор во некои локални рамки, што може би е добро и за локалната економија. Тука со опозицијата морам да признам дека се согласувам. Може би е момент да навистина малце си посветиме внимание самите на себе, една година не појдеме во странство на одмор, меѓутоа можеме и Дојран, Охрид. Можеме и Дојран, Охрид и Преспа и Крушево е прекрасно и така натаму, меѓутоа капацитетите се мали, брзо се полнат, а цените се практично ќе дојдат поради зголемената побарувачка веројатно на ниво на една Грција, така да се најдеме некаде на пола пат меѓу понудата и побарувачката. Универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, професор на Правен факултет, член на Советот за безбедност кај председателот Пендаровски, ви благодарам што бевте дел од отвореното студио. Благодарам за поканата и се надевам на брзо смирување на ситуацијата и дека ќе биде подобро од она што денеска го слушнавме. Така, на тоа се надеваме сите и тоа го очекуваме сите. Вам почитувани ви благодарам. Јас се одјавувам од студиово, но вие останете со телевизија 24, бидејќи помене продолжува колегата Огнен Јаневски со еден дискурс уметнички во смисла на тоа уметноста во време на COVID-19. Останете со нас.